На локалитетот Плаошник, на површина од 17.000 метри квадратни, се гради Свети Климентовиот универзитет, инвестиција од околу 30 милиони евра. Со изградбата на Свети Климентовиот универзитет на Охрид ќе му се даде нова духовна и туристичка димензија. Увид во обновата на Свети Климентовиот универзитет изврши лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски, придружуван со се уште актуелната министерка за култура Елизабета Канчевска-Милевска. Проектот опфаќа библиотека, конгресен центар, Македонски институт за хуманистички науки, музеј на Плаошник, манастирски конак и резиденцијален објект на Македонската православна црква. Резиденцијалниот објект Резиденција за МПЦ, односно за водиката. Водиката Тимотеј, во таа првата ќе биде смесен. Првата, значи објектот е до фаза карабина комплетно завршен, поставена е столаријата на дворешта, изработена е фасадата, остануваат уште дрвените отшиви и оградите да се постават и со тоа на дворешно и фаза карабина објектот е завршен. Втората? Втората е манастирскиот конак. Исто така, конак е. Исто така за гости на владиката на црквата. Столаријата исто така на дворешна е поставена, се работи на фасадата, така да и тој објект за брзо време фасадно ќе биде завршен. Инаку кога се движиме, се гледа истражувањето, значи. Археологијата е конзервирана и презентирана во презентирана е за туристи. И таа ќе се гледа од сите катови. Од сите катови. Значи, со галерија е решен просторот, и археологијата ќе се гледа од сите катови. Според проценките, до 2018 година ќе се реализираат градежните работи на фасадите на сите објекти, градежни и градежно-занаидчиски работи од втора фаза, како и водовод и канализација, електрични и машински инсталации, внатрешно уредување, изведување на партерно уредување на комплексот и поставување на споменик на Свети Климент. Добро оди динамиката, според предвиденото. Планираме оваа година комплетно со археолошките истражувања да завршиме, остана уште патеката од портата до објектите и со тоа Плаошник е комплетно археолошки истражен. Каде што се наоѓаат објектите, завршени се сите истражувања. Јас се надевам дека до крајот на годината фаза карабина ќе е комплетно завршено и ќе се отпочне со обработка на фасадите. Мислам дека до крај на годината и овие фасади ќе бидат завршени комплетно се што се работат. Се би завршило? Па се надеваме дека све ќе завршиме. Крајот на 18. Остануваат проектите за интериер да се изработат и за партерно уредување и со тоа. Да, партерот е важно. Интерес е важен. А партерното ќе биде убаво, мислам, со Да, патеки. значи ќе се испочитува целата археологија, све што е откриено, све ќе се конзервира и ќе се музеиците ќе бидат отворени, ќе се определи патека на движење за да има пристапност до сите објекти, али мора прво да се докупува овој дел што ни остане за да истражување. Истовремено се заврши и реконструкцијата на бедемот на Самоиловата тврдина, каде речиси од темели се изгради на источната страна.